Добар ден, Ненад Јовановиќ. Како го коментирате толку долгото одлагање на прифаќањето на измените и дополнувањата на кривичниот законник, со кои нападот врз новинарите ќе се смета за напад на службено лице? И, именно, следствено на тоа, обвинителството и Министерството за внатрешни работи ќе може да постапува по службена должност. Видете, и порано, и денес, и сега овде со вас ќе кажам дека опозицијата не верувам во добрите намери дека ќе го поддржи овој закон, бидејќи таа опозиција е блокирачка опозиција и дека секоја добра иницијатива која треба да ги заштитува правата и слободите на новинарите да можат слободно да зборуваат и да известуваат за јавни работи, обично новинарската работа е јавна работа, они ќе го блокираат. И сега мора тука да малку да адресирам на едноминато време во кое државата имаше слободна волја да може да ги злоупотребува новинарите, имаше слободна волја и да ги шиканира и да ги дискредитира. Знаеме милион примери што се случува со претходната влада и како она ги третираше новинарите. Практично, владата, односно бившата влада и сегашната опозиција ВМРО-ДПМН новинарите ги третираше практично како крпа. Она слободно ги земаше новинарите и бришеше под со нив. Не се почитува никакви достоинства и никакви права и нивната авторитарност и нивното самоволие во тоа време со новинарите правеше секогаш ги дискредитираше и никогаш не ги остави достоинствено да си ја вршат својата работа. Јас сум во насока да овој закон пројде во собранието, да го искристализираат добро и дека најголемиот суверенитет, а тоа е јавниот интерес, новинарите мора слободно да го бранат и да го штитат, бидејќи со самото тоа ги штитат и граѓаните, а единствено нешто кое може да ги заштити новинарите како индивидуи, како редакции, како куќи, како здруженија на граѓани е само законот. Законот е единствено нешто кое што може да ги брани и треба да ги брани новинарите, за да можат да го работат она што сите го нарекуваме јавно информирање, односно јавен интерес. Така, што сметате, каква е позицијата на медиумските работници и работнички во однос на нивниот работнички статус внатре во редакциите? Тука зборувам за пошироката смисла на сите медиумски работници, не само на новинарите, се разбира. И секако поврзано и со претходното прашање, каква е нивната заштита и безбедност на работното место? Да ви кажам, јас сум во комуникација со многу новинари кои што работат редакциски, ги разбирам нивните потреби, нивните слабости, да ги речам, во смисла на некоја системска заштита, но од друга страна сум надворешен соработник, да кажеме, на неколку портали, како Цивил Медија и како Фронтлайн, и имам свој одреден личен став за јавни работи, значи сум прилично критичен во јавноста и секогаш се обидувам да произведам ни сопствениот дискурс, она што мене ми е важно во моментот или она што е актуелно во таа јавна сцена, во тој дневен момент. Што треба за новинарите? Па видете се, ако одиме од онаа перспектива на BBC, да кажеме, BBC е поддржана од државата, без разлика дали се лабористи на власт или се републиканци, и дека големата британска империја го штити јавниот интерес и државата финансира во големите сервиси и големите јавни куќи, за да можат критички да известуваат ако државата некаде застрани, политиките некаде застранат. Значи, големите и развиени демократи имаат во себе еден критички момент во кој добрите новинари ќе можат да ги финансираат за овие да работат критичка политика. Но не станува збор само за финансирање, зборуваме за секаков тип на право. Имено, повторно се секако враќаме. Е примарно финансирањето. Да, но финансирањето е многу важно, бидејќи ние гледаме дека со овој наплив на портали, на социјални мрежи, на многу индивидуални гласови, обично новинарството денеска е на најслаби гранки, бидејќи секогаш измеѓу професионализација и етика, секогаш поминуваат некакви други дискурси кои што се блиски до
политичките партии и тука се губи јасната слика кој е добриот новинар версус оној кој е лошиот новинар, кој е тенденциозен и кој очигледно сака да ги злоупотреби за лични цели или цели на некои групи. Значи, од тука ми се чини дека во редакциското работење мора да има заштита која секогаш ќе пројде од тој закон кој пред малку што го зборивме, значи единствена заштита за новинарите е само законот, ништо друго. И кога зборувавме и предходно, кога се видовме пред да го почнеме овој интервју, сите луѓе зборуваат како треба државата да се уреди. Државата може само на еден начин да се уреди, само преку закон. Како може да има добри редакции, новинарски, кои ќе работат јавен интерес, само преку закон и професионализација и тие што се општите начела за медиумите и за етиката во медиумите. Значи, тие се два постулата околу кои можат да се градат медиумски политики. Во спротивно, има шанси се да подложи на злоупотреба и да подложи на големи манипулации. Именно кога зборуваме за правни механизми, тука се надоврзува и прашањето со дезинформациите и пропагандата која се шири преку медиумите. И каков е вашиот впечаток, колку е каква е состојбата кај нас кога станува збор за дезинформации, колку ние слушаме вистина, апсолутно проверени информации во медиумите и каков е начинот и механизмот да се справат доколку се детектираат некои регуларности. Многу се зборува за тоа, но се чини малку се прави. Да. Јас ќе тргнам од собствена позиција, бидејќи низ собствен дискурс ги наблюдувам работите. Сега ќе се повикам на цитатот на Миленко Јерговиќ, кога сакам да размислувам за медиумите, онда се повикувам на тоа дека идејата на медиумите е основана на три постулати. Првиот постулат е улогата на медиумите е да информираат, вториот постулат на медиумите е да еманципираат и третиот постулат на медиумите е да забавуваат. Сега, во овие три вредносни трактати има огромна сила на злоупотреба. Сега се прашува, доаѓаме до прашањето кои се тие медиуми кои што само информираат, професионално, етички, медиумски, кои се медиумите или луѓето или поединците во медиумите кои еманципираат и каква е таа забава што медиумите ја нудат. И сега ние може да видиме програмската шема, каква е на македонските медиуми за мејнстрим телевизиите, можеме да видиме како оди еманципацијата, како се разбираме деманципацијата, да тргнеме од базичните дебати кои што се водат во медиумите. Има многу луѓе кои што или обичниот граѓанин во Македонија е ужаснат од дискурсот, од дебатите, од разговорите во медиумите и информациите во медиумите денеска се очајни и се тенденциозни и злонамерни. А ако се вратиме сега, 200 години наназад, ние бевме навикнати дека тој англосаксонскиот дискурс на кој бевме навикнати, само он продуцираше вести и медиуми, а владите, например, се занимаваа со законите во државата. И научната фела во тој дискурс беше, додека граѓанството, самата популација, не беше вклучена во јавната сфера. Значи, јавната сфера ја работеа во 19 век, да речеме, елитите, правната, научната и државата. Граѓаните беа исклучени од јавната сфера, значи да влегуваат во јавниот простор и да зборат. Денеска со зајакнувањето или со оваа информацијска технологија која што ние сите ја живееме тука, ја убрзува реалноста. Сите денеска може во одење, јас може да објавам нешто на мојот Facebook статус или може да произведам настан и тоа дополнително ја убрзува реалноста. Секој човек може на Твитер да создаде свој, како да речем, профил во кој ќе може да зборува за јавни работи, тоа се вика микроблогирање и значи се убрзува и во тоа убрзување ми се чини дека главниот проблем со дезинформациите е во тоа што има премногу актери кои секој некако си ја води водата на свој млин. Мојот суд за дезинформациите е секогаш кога гледам да наблюдувам што повеќе информации од оние сајтови кои што јас според собственото
според собственото знаење или својата капацитет, стално ги третирам кои што се на страната на оние базични западни продемократски медиуми и тие ми се мене многу важна референца кога сакам да одвојам што се вика да одвојам што е вистина, а што е лага и се базирам на многу информации. Пред да влезам во некоја тема, обично стално барам што повеќе извори, што повеќе информации, дури на таков начин пишувам ни собствениот дискурзивен памет, јас така го пишувам текстот, ама пред да ја земам темата или ако сакам да разработам некаков феномен, што повеќе информации ги земам и ги соджвакувам. Убаво што се наврати малку историски, затоа што злоупотребата и фабрикувањето на медиумите и вестите почнува веќе во Втората светска војна е еден од најголемите механизми на војната Гебелсовата машина за вести, меѓутоа колку сметате убаво е тоа да личната призма, меѓутоа каков е вашиот впечаток бидејќи се бавите со јавна работа, колку јавноста има доволно капацитет за една критичка мисла и дали е доволно информирана, именно дали внимава веќе кога чита одредена информација или ја гледа да ја провери дали е таа вистинита или не. Со оглед на тоа можеме тој впечаток да го добиеме со бројните коментари под голем дел од вестите што се шират. Каков е вашиот впечаток? Не е повеќе. Се воздржам од моето мислење. Не е толку важен мојот впечаток колку што ми се чини дека во моментот е важно моето искуство. А тоа е дека секогаш доминантните пропаганди се во големите политички блокови. И секогаш тие се мејнстрим говори, тие се мејнстрим зборувања и најчесто од мејнстрим медиумот се спуштаат надолу по портали и по социјални мрежи. И дифамацијата за одредени луѓе кои што нема да им се допаднат во својот јавен говор и во своето јавно излагање, почнуваат да ги дискредитираат надолу. А што се однесува до медиумите и до коментарите, например, на некои дебати кои што сум бил, гледам дека под дебатата додека сум зборувал има не знам по 300 или по 500 коментари во кои луѓето буквално ме масакрираат и некогаш се чувствувам како да сум Брејвик. А јас само го кажувам ставот и на огромна доминантна популација тој став не им се допаѓа. Но коментарите се брутални, коментарите се огавни кои можат и да ја нарушат и личната приватност, можат и твојата физичка приватност да ја нашкодат, но тие луѓе кои што пишуваат долу под телевизиските мејнстрим видеа, ми се чини дека тие не се Vox Populi, тоа не е гласот на народот, туку тоа е една, како да речам, луѓето само плукаат во тоа. И тука не се изразува никаков став или никаков аргумент и ми се чини дека понекогаш кога ми паѓа мојот дух, јас сакам дури и да ги нема тие коментари, бидејќи никаков јавен интерес тие не произведуваат. Така, не може да имаат влијание, иако се побрени. Па да, би требало по некоја аналогија, барем така беше во минатото, издржаниот став и на довербата кон одредени поединци беше посилна како импакт во општеството, отколку мислењето, не знам, на многу луѓе кои само зборуваат во празно, нема да се изразам сега погрешно. И голем проблем е веројатно и тоа што кога сме кај информациите, многу малку, голем дел од популацијата чита само наслови, многу малку влегуваат во текстот и да го прочитаат целиот текст. И таму после е опасно да произлезат голем број на дезинформација. Да, добро е тоа што го спомнавте, зошто луѓето читаат само наслови. Видете, ја мислам дека ова е мала култура и мал јазик и луѓето немаат некои големи навики за да читаат. Ја лично читам неделници, читам репортажи, читам сериозни новинарски анализи и мене денот ми поминува во читање и во пишување. Сега грото луѓе, ви велам, на тој бран се возат на дезинформации, ја немам некаков одговор како тоа да се запре, но што по брутален наслов, што по скандалозно, ексклузивно, обично луѓето тука некако повеќе се лепат, отколку да се обидат да го држат текстот додолу без разлика што насловот можеби не е толку атрактивен или не е
толку динамичен за да може да ги залепи. Тоа е прашање на култура, тоа не е прашање само на информации и дезинформации. Дополнително на ова прашање што вие го велите, ние денес живееме во две реалности, фрагментирана е сцената, живееме во време на пост-вистини и на пост-факти. За мене е неразбирливо како е возможно да новинарите не известуваат онака фер и објективно, да речеме, за случајот во Украина. Дури имаше едни наслови дека украинците влегле во Русија, а не обратно, дека русите направиле инвазија во Украина и еден куп луѓе тука се налепија на таа невистина која беше апсолутна лага. Значи, идејата на новинарство... Особено кога е војната во прашање, нели, важи правилото вистината прва умира. Така што тогаш машините и тоа како медиумски се подкренуваат, затоа и се навратив кон Втората светска војна, има голема нели врска, затоа што истото се правел и тогаш вестите кои се пласирале дека тоа е за доброто на германската нација, дека тие се загрозени, дека нивната екзистенција е загрозена, за така што овие екстремни случаи кога е војната во прашање, тука веројатно е многу незавидно да, они велат дека кога ќе почне војната, дека вистината прва умира, а потоа се друго, но гледаме дека и ова во Украина има шанси да се продлабочи и ние не знаеме каде е крајот на сето ова, но гледаме дека од еден таков, како да речам, еден источен конфликт може да ја загрози целата земјина топка, целата цивилизација. Имате луѓе кои што се на тој бран на дезинформации, кои што посакуваат смак на светот, кои што посакуваат нуклеарни бомби, кои може да им наштедат дури и на себе. И во такви дискурси и во такви наслови кои што лепат многу навивачки, никогаш не е агресија, туку е личноста. Така и во Владимир Путин. Значи, они се идентификуваат не со руската нација, они кои што се налепени на дезинформации и кои што се најчесто од десничарскиот табор, они не се идентификуваат со руската нација, туку се идентификуваат со владетелот. Па он е тој кој ќе ги расчисти сите работи во светот, он ќе донесе правда, он ќе донесе, не знам, каква благосостојба, а гледате од друга страна дека со таа интервенција во Украина многу луѓе страдаат, многу луѓе се одселија, имаме преку 150 до 200.000 луѓе кои што се одселени од Украина, а можеби бројките додека сега разговараме сега зборуваме. Да, за нешто навистина екстремно, ајде пак да се вратиме кај нас. Колку во тоа подгревање на тие тензии и колку се внимава кога се известува за да кажеме за заедниците, независно дали станува збор за етнички заедници, може да се тоа религиозни заедници или други групи на граѓани кои се во некаква заедница, колку се внимава при известувањето дека може да се навредат или да се згази таму каде што не треба, па да се подгрее известна тезија која може да ескалира. Одлично прашање и сето ова што го зборуваме денес, повторно идеме до суштината за ова, за малцинските заедници или за прашањето за заедниците. Идејата на новинарството е, барем според мене, да има чувство баш за послабиот, баш за поранливиот човек. И така и го разбирам вашето прашање. Тоа идејата и на медиумите е да се обидат фер да информираат и да се обидат медиумите фер да еманципираат. Значи, најважното нешто во медиумскиот простор е и самите новинари, и редакциите, и големите медиумски куќи, идејата на новинарството, барем според мене, е да ја сензибилизираат и припитомуваат јавноста за она да има чувство кој во одреден контекст е жртва, а кој е джелат. Ако се тоа се порамни, тогаш, верувајте, и во моето, условно речено, не мало политичко, па и животно искуство, ако сакате, тоа се сега некои други прашања, секогаш ќе го крка послабиот. Никогаш нема да биде казнет појакиот, туку секогаш ќе биде
ќе пострада тој што е малцинство, тој што е малцинска група. И гледате и самата Европска унија во сите извештаи она секогаш адресира на тоа да ги почитуваме и да веруваме и да работиме на сензибилирање на јавноста, која при тоа ќе ги почитува и тоа што се нарекува владење на право, односно почитување на малцинските заедници. Ако влеземе во вака во крволочни дискурси во кои веќе сме влезени одамна, тоа е една ентропија која ни ги гризе на некој начин нашите животи, ние сигурен сум дека ќе пострадаме и мислам дека лошите луѓе или лошите дискурси или лошите политички парадигми ќе надвладеат. Значи ние некако мора да сме солидарни, секогаш да сме на страната на послабиот и секогаш ни стои фитиль или ни стои дискурс да работиме на сензибилизирање на јавната свест и да може да ги расчистуваме тие магли и дезинформации во медиумите. Во спротивно ви велам, тоа е нашата единствена платформа на која може ние да играме и да бидеме условно речено добри јавни работници. Ако влеземе во тие дискурси кои што се манипулативни, кои што се продесничарски, профашистички, тогаш повторно ние ќе бидеме заштитени, а граѓанинот и малиот ќе бидат во многу нивоа упропастени, ако не и уништени. И затоа кога се вели луѓето ни бегаат, па баш ни бегаат баш ради вакви дискурси кои што се доминантни во општеството. Едноставно ти вели, ја веќе не може да ве слушам. Нема нормална дебата, нема нормален разговор, нема нормален диалог, а ако има нормална дебата и нормален разговор, тоа се работи преку блокади, преку повторно и после се поставува исто прашањето на суверенитетот. Граѓаните ти го дале суверенитетот, а ти ги блокираш законите, добрите закони за новинарите кои треба да известуваат за јавен интерес и така натаму. Тоа има многу рефлексии, многу нивоа, али ви велам, да завршам, главната поента е да се обидеме во нашето јавно известување да произведуваме вредности и да произведуваме добри луѓе. Во спротивно, ни нема спас. Јовановиќ, многу ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вам на поканата.